Шо на ум, тоа на друм. Свекрвата е лута змија, а свекорот кротко јагне. Е старата поговорка што се уште се шепути по македонските одеи. Но дали е вистина? На терен по возрастните велат дека ова се само стари измислици. Ако некогаш свекрвите биле лути, денес се добри и знаете ги прифаќаат како нивни ќерки. Тоа го лажат. Зашо? Така лажат го тоа, ти рекло се свекрва и чекај. Свекрвите се лоши, не е точно, јас имам 2 снаи. Со снаите така се слагам. Од мамо доле не слеват. Ја нека ти каже комшиката и она е комшика ми и родом ми. Сите не се исти, ај. Има и добри. А лути има? Има и лути и добри. И се нормално е тоа. Дека е лошо. Не, јас сум свекрва. Не няма, така тоа останало. А имаше ли едно време лоша свекрва? Не знам дали е имало, не е имало. Мојта не е била лоша. Добар беше. Овчарци беше мирен човек. А вашиот маж беше ли добар? Добар беше, само почина. Ама добар беше. Добар шофер беше. Дека односот на свекрвата зависи најпрво од односот на снаата, согласни се постарите на терен. Велат никој добар човек не би мислел лошо на партнерката на својот син. Може би, како да кажам, како се понася и снаата. Важно ли снаата како се понася? Како не е важно? Повеќе таа сна е дошла у куќата и треба малку да почитува, а не како и текне. Оти сега младите малку се одлепени да ти кажам, не слушат. За тоа бе душа, некад не попушта ни тај, секој си работи, зима си парички. Дигнале глави, кој како ни, ама така не бива. А има ли некои злобни свекрви? Па има и свекрви злобни, зависи и свекрвите некој. Едно време како беа вашите свекрви? Па нашите, ама ние попуштаме, шо да правиме. Слушай, стар човек како го фанат мајките, така прави. Шо направиш 80 години се... Шо на ум, тоа на друм. Инаку старите поговорки се чести раскажувачи на минатото на македонецот. И додека ваквите приказни за некого се измислици, сепак некогаш овие биле вистина кај нашите предци.